Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што ќе слушаат се разбери емисијата Глас на вистината. Ви посакувам мир Божи и на вистина ми е драго што еве уште еднаш Господ од небото, милостивиот наш Господ, благоволи да бидеме уште една емисија заедно, всушност уште една вечер. Да можеме се разбира да го проучуваме, да го слушаме неговиот збор Божи и да слушаме се она што тој нам оваа вечер ни препорачува и сака да ни каже. Затоа, мојата молитва е оваа вечер Господ преку Светиот Дух да ни ги отвори очите, се разбира, на нашето срце. Затоа, во книгата на пророкот Еремија, 29 глава, Господ му вика на Еремија и на целиот, се разбира, народ, му препорачува една многу важна работа. Ке ме побарате и ке ме најдете, само ако од срце ме побарате, вели Господ. Потоа Исус во Новиот Завет зборува дека само чистите по срце ќе ја наследат, се разбира, земјата. Зборуваме за новото небо и новата земја. Затоа многу е важно кога ќе ги слушаме сите овие Божи зборови, јас длабоко верувам дека преку сите овие емисии кои што ги имаме, Господ длабоко може да навлези и да ви зборува во вашите срца. Важно е да ги отворите вашите срца, да го примате оно што Господ сака оваа вечер на сите нам, да ни испрати или да ни каже. Така да, реков, зборувавме за Аврам и одлучивме да го испитуваме животот на Аврам. Зошто? Од една основна причина, затоа што Библијата ни го открива Аврам како татко на верата. И затоа евреите, па дури до денеска се нарекуваат чеда на Аврама, затоа што тие веруваат дека се луѓе или нација кои што исто така му веруваат на живиот Бог, на онај Бог кој Аврам му веруваше. И дека тие се единствениот народ кој е благословен народ, кој доаѓа, се разбира, од потеклото на Аврам. Зборувавме каква е Аврамовата вера, колку е многу силна и како Бог може да го заштити, се разбира, и да го благослови Аврам. Зборувавме за многу нешта, но оваа вечер сакам да зборуваме исто така со текот на емисиите ќе зборуваме и ќе го разгледуваме и испитуваме животот на вистина на Аврам. Аврам беше огромно благословен човек од самиот Господ. Зошто? Кажав од една причина, затоа што Аврам му поверува на Господ и Аврам тргна без да знае каде ќе оди и што го очекува. Но волјата Божја беше да Аврам Бог го благослови и преку Аврам да бидат благословени сите народи на оваа земја. Всушност, ние како народ сме благословени, се разбира, преку Аврамовата вера. И Бог сака да не благослови преку Аврам. Ние ќе откриеме дека Бог сака да не благослови преку Аврам, затоа што и самиот тој, Бог, подоцна кој се уталотворува во личноста на Исуса Христа, точно доаѓа од лозата на Аврам. И затоа реков, Аврамовата вера ни носи благослов на сите нас во нашиот живот и дека Бог преку Аврам сака да ги благослови сите народи. Всушност, Бог сака да не благослови преку Аврамовата вера. Ке видиме дека Бог не само што сакал да го благослови Аврам, туку Бог сакал да направи еден нов договор со Аврам. Еве ќе отвориме во првата книга на Мојсей, 17 глава, ќе читаме од 1 до 9. Значи, прва книга на Мојсей, или Создание, 17 глава, ќе читаме од 1 до 9. Еве што ни вели Господ Бог. Само да напоменам, иако овие текстови кои што ние ги имаме пред нас,
се текстови кои зборува првенствено за тогашното време, но имаме и ни носат голем благослов. Зошто? Затоа што тие самите по себе не само што имаат сила, туку имаат и новозаветна слика за нас сите. Еве што Словото Господово ни зборува. Аврам имаше 99 години, кога му се јави Господ и му рече: Јас сум Ел Шадај, Бог семоќен, чекори по мене, по мојот пат и биди непорочен. И ќе склучам завет меѓу мене и тебе. И премногу ќе те размножам. Аврам падна ничком, а Бог продолжи да му говори и му рече: А ова е заветот мој со тебе. Ќе станеш татко на многу народи. Затоа повеќе нема да се викаш Аврам, туку името ќе ти биде Авраам, бидејќи ќе те направам татко на многу народи. И многу и премногу ќе те умножам и ќе те издигнам, или ќе издигнам од тебе многу народи, цареви ќе произлезат од тебе. Ќе го поставам заветот мој меѓу мене и тебе, меѓу твоите потомци, по тебе во нивните родови, ќе направам вечен завет и ќе ти бидам Бог тебе и на твоите потомци по тебе. И ќе ти ја дадам тебе и на потомството твое, по тебе земјата во која сега си доселеник, целата земја хананска, во вечно владење, и ќе им бидам Бог. И му рече Бог на Аврам: Ти пак чувај го заветот мој, и ти и твоето потомство по тебе и во и нивните родови. Овој договор, се разбира, е воспоставен како основа на Аврамовата вера. Бог сака да вклучи нов договор со Аврам. Значи, овој договор помеѓу Бог и Аврам е направен лично, врз основа на неговата вера. Затоа реков, неговата вера е клучната улога или клучната алатка зашто Бог сака да го благослови Аврам и преблагослови и да од него Бог подигни цареви и луѓе кои што ќе бидат на благослов во овој свет. Затоа Бог му вели: ќе направам нов договор, но како основа на твојата вера. Потоа Бог му вели на Аврам: ќе те благословам и преблагословам како основа на твојата вера. Потоа му рече Бог на Аврам: не само што ќе те благословам тебе, туку и од тебе ќе подигнам наследник. Тоа може да го видиме во првата книга на Мојсе, 15 глава, од 1 до 6. Значи, прва книга на Мојсе или Создание, 15 глава, ќе читаме од 1 до 6. По оние настани беше упатено Словото Господово кон Аврам. Во видение: не плачи се, Авраме, јас ти сум закрила и наградата твоја ќе биде многу голема. А Аврам му рече: Господи, зошто ми се твоите дарови кога сум без пород? А наследник во мојата куќа е Елиезер од Дамаск. И му рече Аврам: бидејќи ти не ми даде потомство, ете, затоа еден од слугите роднини во куќата моја ќе бидеат мои наследници, или ќе биде мој наследник. Но Господ пак преговори: нема тој да биде наследник, туку оној кој ќе произлезе од тебе, тој ќе биде наследникот. Па го изведе надвор Аврам и му рече: погледни на небото, изброј ги звездите, ако можеш да ги изброиш. И му рече: толкаво ќе биде потомството твое. И му поверува Аврам на Господ, и тоа му се засмета за праведност. Гледаме повторно како Господ повторно разговара со Аврам, но во случајот Аврам искажува незадоволство или сожалување, затоа што Аврам немаше деца, ниту неговата жена Сара. И тој мислеше дека еден од неговите слуги,
кој слугува кај него ќе биде неговиот наследник. Но Бог му вели, нема тој да биде, туку оној кој ќе произлезе од тебе, од бедрата твој, и тој од твојата лоза, и тој ќе биде наследникот. И Господ потоа, за да Аврам се увери, го ваѓа надвор и му вели, погледни го небото, погледни ги звездите, ако може да ги изброиш, толкав ќе биде благословот и народот твој. Така да гледаме Господ едноставно. Бог сака да го дарува Аврам со наследник. Всушност, невозможното овде Бог сака да го направи возможно. И затоа Бог му се објавува на Аврам како оној од кого доаѓа наградата и како оној кој е негова закрила. А подоцна во 70-та глава читаме како Бог му се јавува повторно на Аврам, и тоа Аврам имаше 99 години кога Бог му се објави како семојќен Бог, како содржител, оној кој е креатор на целиот свет и на целото човештво и на се што е видливо и невидливо. И дека Бог е тој кој дава живот, отвора и затвора утроби. Понатаму кога читаме Библијата ќе видиме исто така дека многу жени им биле затворени утробите, но Бог е тој кој што им ги отворил, им дал голем благослов на овој свет. Гледаме дека повторно, за да дојде некој човек на овој свет, повторно гледаме дека Бог е факторот за некој, за да може да се роди, се разбира тука. И Господ му зборува многу јасно и гласно на Аврам. Господ му рече на Аврам, не само што од тебе ќе бидат благословени сите народи, туку и од тебе ќе излезат царевите. Како што реков во првата книга на Мојсија 70 глава 6 стих вика, и многу и премногу ќе те умножам и ќе те издигнам, или ќе издигнам од тебе многу народи, и цареви ќе произлезат од тебе. Во Новиот Завет ние откриваме дека Исус доаѓа точно од Аврамовата лоза или од Аврамовото поколение. Читаме дека подоцна на Аврам му се раѓа Исак, а на Исак му се раѓа Јаков, а на Јаков му се раѓа 12 синови или 12 патријарси, од кои се составуваат или е составена една цела нација која што се вика Израел. Подоцна, Бог му го менува името на Јаков и му вика дека тој ќе се вика Израел, што значи во наш превод јак и силен народ. Значи, од таму денеска го добива името Израел овој народ. А се разбира, Аврам беше дедо на Јаков, од кого потекнува, како што реков, и патријасите, а од нив и потекнува и самиот Господ Исус Христос. Всушност, Бог му кажува на Аврам дека преку него тој нова земја ќе дојде, ќе се утелотвори и ќе дојде во личноста на Исуса Христа, која што ќе може да понуди спасение за цел човечки род. Во Лукиното Евангелие, 2 глава, ни е запишено 10 и 11 стих вика, зашто денес ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ за сите луѓе. Така да, оттаму доаѓаат благословот. Зато реков, Бог му вели на Аврам, ќе те умножам и ќе те благословам и преблагословам, и сите народи ќе бидат благословени од тебе. Всушност, Господ сакаш да му каже дека преку него, преку Аврам и самиот тој, преку таа лоза, преку тоа поколение, дека самиот Исус ќе дојди на оваа земја и ќе понуди Бог преку Исус, преку Синот Божи, спасение и откуп за целото човештво. Еве, ако отвориме во Евангелието на Матеј, 1 глава, првиот стих ни е запишено: книга за родословот на Исус Христос, син Давидов и син Аврамов. Значи, Евангелие на Матеј, 1 глава, и таму е запишен родословот на Господ Исус Христос. Од каде доаѓа Исус? И првиот стих ни открива најточно и најпрецизно дека Исус, Синот Божи, всушност самиот Бог, доаѓа од таа лоза, всушност Аврамовата лоза. И тој е син Давидов или син Аврамов.
Еве ќе отвориме во Матеј, повторно, значи книгата Матеј, 9 глава, ќе прочитаме уште еднаш. Значи, Евангелие на Матеј, 9 глава, ќе го прочитаме 27 стих. Значи, Матеј, 27 стих. И еве што ни вели. А кога Исус одеше оттаму, тргнаа по него 20 слепи и вика: смилувај ни се, Исусе, сине Давидов. Библијата изобилува со тоа да докаже дека Исус Христос е точно оној кој доаѓа од Аврамовата лоза, дека тој е син на Давид или син на Аврам, затоа што самиот Давид беше син на Аврам и идеше од таа лоза или потекнуваше од Аврамовите бедра. Потоа во Матеј 12 глава, значи ќе отвориме повторно во ова исто Евангелие, 12 глава, ќе читаме 23 стих. И еве што ни е запишено. И сиот народ се чудеше и велеше: да не е овој Христос син Давидов? Значи повторно гледаме дека Исус е тој кој што доаѓа од Аврамовата лоза и дека тој е синот, се разбира, синот Давидов. Ќе отвориме во Лукиното Евангелие, значи, ќе отвориме во Лукиното Евангелие, 1 глава, и ќе читаме од 26 до 35. Значи, Лукиното Евангелие или Евангелието на Лука, 1 глава, од 26 па се до 35 стих. Во 6-тиот месец беше испратен од Бога ангелот Гаврил во галилејскиот град по име Назарет, кај една девојка. Таа беше свршена за маж по име Јосиф, од домот Давидов. Името на девојката беше Марија. А кога влезе ангелот кај неа и рече: радувај се, благодатна, Господ е со тебе. А таа, штом го виде, се вознемири од зборовите негови и размислуваше што значи тој поздрав. И рече ангелот: не плаши се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. И ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син, и ќе го наречеш со името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот, и ќе му го даде Господ Бог престолот на неговиот татко Давид. И ќе царува на домот Јаковов за секогаш, и царувањето негово нема да има крај. А Марија му рече на ангелот: како ќе биде тоа, кога јас не знам за маж? Ангелот ти одговори рече: Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа роденото ќе биде свето и ќе се нарече Божи син. Еве повторно гледаме дури самиот Јосиф доаѓа од Аврамовото колено. Потоа ангелот ти ја соопштува ова многу интересна, уникатна вест на Марија, тоа е всушност мајката на Господ Исус Христос, дека таа ќе зачне и ќе роди син. И дека Господ Бог, или намената на Господ Бог, е да му даде Давидовиот престол него и да тој седни на тој престол и да царува за секогаш. Затоа реков дека само и дури самиот Господ Бог доаѓа преку Аврамовото колено. Всушност Бог сака преку Аврам да бидат благословени сите народи. И точно, ако читаме во Новиот Завет дека сите народи денеска се благословени преку Исус, тоа значи дека Исус доаѓа преку Аврам и затоа сите народи се благословени и дека тој благослов точно доаѓа преку Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Тука можеме да видиме дека благословот иде или тече во нашиот живот врз основа, се разбира, на нашата вера. Кога ќе читаме Библијата, ќе видиме дека точно, навистина, дека благословот иди од самиот Господ Бог или течи преку верата во Господа кој што ние ја имаме. Еве што вели апостолот Јаков во 1 глава 70 стих. Значи, Јаков, 1 глава,
17 стих. Секој добар дар и секој совршен подарок иде од озгора, симнувајќи се од Отецот на светлината, во кого нема промени, ниту сенка од измена. Значи, секој добар и совршен дар и благословен дар доаѓа од самиот Господ Бог. Значи, благословите ни доаѓаат од самиот Господ, но меѓутоа, како што реков, врз основа на нашата вера. Еве ќе видиме во Матеј, повторно, во Евангелието на Матеј, 7 глава, ќе отвориме Евангелие на Матеј, 7 глава, ќе го читаме 11 стих. И така, ако вие кои сте лоши умеете да им давате на своите чеда добри дарови, колку ли повеќе вашиот Отец Небесен ќе им даде добро на оние што го тие бараат. Значи, преку вера во Господа, ако го бараме Господ, тој е тука да ни даде и да ни го даде секој добар поклон и секој, како што реков, совршен дар доаѓа, се разбира, од небото, но врз основа на нашата вера. Врз основа на нашата вера, Бог ќе се погрижи, се разбира, за сите наши потреби и грижи. Значи, врз основа на нашата вера, Божјата намера е Бог да се погрижи за сите наши потреби и грижи. Ова со Божја помош ќе можеме да го разгледаме наредната емисија. Како Бог, и ќе дадеме неколку класични примери, не само што доаѓа добриот и совршениот дар, туку Бог сака да се грижи врз основа на нашата вера за сите наши потреби и грижи, и Тој ќе ги задоволи сите наши потреби и грижи. Затоа имајте убава и благословена вечер и Господ нека биде со сите вас. Се слушаме до наредната емисија. Емисијата се разбира Глас на вистината. Пријатно. Добро вечер.